Spomenikот на природовевчански извори, иако зафаќа релативно мал дел од планинскиот масив Јабланица, околу 6%, сепак представува вистинска биолошка ризница. На овој простор се развиваат голем број на растителни видови и растителни заедници во висинскиот распон од околу 1200 метри, и овој простор представува дел од системот на заштитени простори на територијата на Македонија. Во овој период многу значајна работа како растеше еколошката свест. И кај населението, и кај поединци, може да се апострофира дека на 2 август 1987 година во Вевчан е формирано првото еколошко друштво во Македонија. Еколошкото друштво Пријатели на природата, или второ во Југославија. 1999 година е донесена одлуката за прогласување на Вевчанските извори за споменик на природата. Во тој момент со мала површина, негде според мои вака пресметки, негде околу 2 квадратни километри. Би ги споменале најнапред ендемичните растенија кои што се за прв пат откриени и опишани од овој простор и кои што представуваат вистинска ботаничка лична карта на заштипеното подрачје. Тука пред себе го споменале видот Фритиларија Македонија или македонската канделка, која што со своите прекрасни црвени висечки цветови ја разубавува високиот дел на планината во субалпскиот појас, така да ова растение освен на Јабланица откриено е уште на пар локалитети во Македонија на планината Кораб. Потоа тука би го споменале ендемичниот вид јабланички карамфил Диантус јабланичензис, како и видот Крокус јабланичензис, односно јабланичката качунка, кои што исто така представуваат посебни убавини во субалпскиот дел на планината. Тие се, како што реков, откриени и опишани од овој планински масив, кој што представува и нивно класично наоѓалиште, односно нивни локус класикус. Вевчани како заштитено подрачје. Вевчани е заштитено од самиот почет. Низ вековите, низ историјата, како обстојува и постојува место, секогаш било заштитено прво од вевчанецот, од луѓето кои што живееле тука, кои знаеле како да се однесуваат со природата, со планината, со водата, со изворите. А сето тоа е за среќа денеска ве чекавме да биде заштитено со закон, со споменик на природата, планината како заштитено подрачје, кое што денеска му враќа на населението преку зголемен економски развој, зголемен број на туристи. Целата заедница има бенефит од истото. Вевчанските извори како споменик на природата се најпосетуваното место за многу туристи, а за нас вевчанците во исто време значат и споменик на културата, на уметност. Тука се раѓаат многу љубови од нас, од луѓето во Вевчан. Тука се раѓа нов живот, бидејќи зетот и невестата во првиот ден од нивниот брачен живот доаѓа колкно на изворите да наполнат вода и да започне нивниот брачен живот. Зетот и невестата на Свети Василија доаѓаат утрото на почетокот на новата година токму тука да напојма вода и сите ние сланчарите, односно вевчанците, да тропнеме во нашите куќи, понесеме од таа вода. Луѓето од секојаш живееле врз основа на она што го нуди природата.
Може би некаква стратегија, изработена одредени институти и така натаму студенци. Меѓутоа, тие самите знаеле колку треба да земат од природата и на кој начин да ја вратат. Значи, сето било во некаква симбиоза. Јабланица ги има сите видови на печурки кои што постојат во Македонија. Дури може би се надевам дека имаме и ендемски вид кој што е чисто, да речем, баш македонски. Се работи за дрвена пувка која што расте горе на голината. Секој гледач на печурки многу е битно, речеме, да ги научи. Речеме, да ги научи дрвјата и мицелиумот кој што е поврзан со тие дрва, фактички да ја свати суштината на размената на материите што постои меѓу печурката и дрвото. Имате, да речеме, на ситуација, имаш повеќе луѓе горе, но из планина, него да слезиш поле. Да ги стретиш кај што одат да берат. Сега некој оди да бери цвеќе, некој оди да бери, да речеме, дрва, некој оди да бери, али чај. Али во секој случај поголем дел ќе одат да соберат печурки. Да речеме, аманитите се отровни, то за жонките представува вкусна храна. Пошто ние сме топлокрвни, тие се маднокрвни животни, за нив воопшто не представува никаков проблем. Кој се храни? Се хранат полжавите, значи полжавите, желките, во најголем дел се хранат овците, срните, козите, тие се тие што ги конзумираат. Јас сум во животот овци, оден вечити. Татко имав, тој беше зафатен со овците, татко ми. Дедо ми исто, овие овци, ние имаме може 200 години свет во ова куќава. Овци имам сегаш, тој 80 има, а имав не преку 200 пред 2 години. И сега со они се меткаме. Ја до пред 2 месеци одев со овци. Ама сега калбиса не може. Да ја нараниш, да ја накрмиш, керма да им даеш, сено да им даеш на овците, јаганчата исто и ними, вода да им даеш. И работата ке ними е и да ворнит, и да гермит, морат работата да течит. Ако ворнит, ќе клаеш ушама на те панталони и ќе молзиш, така. Ми е така, кај да видиш сега планинјава, да ви кажа. Едно оној ворвон онде, ще се гледате давде има манастир, Свети Спас. Го викаме. Таму не паша би е згодно да испанните да појти. Онде угоре ојш по норолукот и излегвиш таму горе на голина, ке го викаме ние. Таму имат локва имат. Лопата кој џемитија поадовде до куќа на најгоре. Помеѓу шумските заедници би ги споменале, односно доминираат дабовите, буковите и костеновите шуми, особено костеновите шуми, кои што за местното население имат посебно значење, заради тоа што питомиот костен како вид кој што постојано е изложен веќе на сушење заради одредени болести кои што се поврзани со кората на фактички костенот. Постарите стебла се скоро пред изумирање. Во субалпскиот дел на планинскиот масив присутни се тревести пасишни заедници, во кои што се среќаваат бројни субалпски видови представници на скардопинскиот флорен елемент, како и бројни мочуришта, во кои што среќаваме блатни видови, како што е Нортециум скардикум, различни видови од родот Карекс, Пингвикула и други.
заради заштита на тие извори, што за Вевчани многу значат. Ние моравме 3 години перманентно да се бориме, да протестираме, да му кажеме на светот зошто е потребно тие извори да се зачува. И сето тоа имаше многу големо влијание во оне што се вика подигнување на јавната свест, не само во Македонија, и во бивша Југославија, туку и во светот. За жал, то во последниве години никој не го споменува. Обично изворите ги гледат како место каде што за 2-3 минути може да се заобикола, да се види, особено во ова пролетно време, а после тоа и никој не знае зошто се тие значаи. Ни се чини дека локалната самоуправа, а и невладините организации кои работат на афирмација на овој дел, то треба да го апострофираат. Во ова прилика би сакал да истакнам дека прогласувањето на вевчанските извори за заштитено подрачје категоријата споменик на природата треба да биде еден мотив да се забрзат понатомошните истражувања на поширокиот планински масив Јабланица како потенцијално иден национален парк на територијата на Македонија заради тоа што се совкупните природни вредности овој простор тоа и го заслужува.